Илинден е единствениот државен празник за кој македонците и албанците во земјава имаат длабока почит, а на прославата се гледа како на нешто заедничко. Така грубо гласи еден од заклучоците во истражувањето на Центарот за истражување на национализмот и културата со наслов Минатото помеѓу нас. Интересен наот е дека и кај испитаниците македонци и кај испитаниците албанци со кои е работено во фокус групи, таква почит уживаат некои празници од минатата држава, како на пример 29 ноември, кога се одржало второто заседание на АВНОј. За речиси се останато, граѓаните можеби имаат почит, но не и чувство на споделено минато. Перцепцијата дека националните празници не промовираат заедничко чувство на колективно минато или заедничка иднина, најмногу беше истакната од постарите етнички албанци. Тие го споредија естетскиот карактер на југословенските празници, во кои според нив се нагласувало заедништвото со ексклузивистичка рамка на поновите национални празници, како денот на македонската револуционерна борба. Што беше интересно е дека постарите генерации, главно над 60 години, едноставно се лесно скокаат од празници што биле дел од таа нека социјалистичка Југославија до некои денешни празници, така што тоа беше еден од интересните наоди. Во однос на другите, тоа е прилично беше очигледно да се види дека различните етнички групи си имаат своји празници кои историски главно кои ги третираат како поважни. И исто така еден од главните наоди на истражувањето беше тоа што религиските празници предничат. Што значи тоа дека религиските празници предничат е детално образложено во истражувањето. Учесниците во сите групи го споделија ставот дека националните празници не им служат како повод за размислување за историските настани, туку како неработни денови. Младите учесници во голема мера ги споделуваат ваквите ставови, при што исто така ги посочуваат религиозните празници како позначајни. Авторот Наум Трајановски, чиј професионален интерес е пред се социолошки и кој последниве години работи во Варшава, ги презентираше наодите пред поширок експертски аудиториум во Скопје, составен од историчари и социолози од земјава и регионот. Како и тој, и тие работат на теми поврзани со колективното сеќавање. Универзитетската професорка од Косово, Вјолца Красники, смета дека истражувањето е редок обид да се разговара за минатото надвор од државните наративи и политиката на меморија. And the importance and the relevance of the study is that it brings the topic down to the social groups, that also builds on history not as a narrative, as a knowledge produced by the elites and all the elites and political elites, but also history as a social process, as a process of different social groups entering into dialogue about the past, the present, and how the past and the present informs also the future. Нејзината колешка од Србија, Астреја Николовска, се надоврза со тезата дека истражувањето возможува и да се види како луѓето ја живеат научената историја. I think why we should know it is to understand how everyday life is informed by history, how different institutions that people build, relationships that they build, also those celebrations that you talk about, friendship, enmities, love, and many other aspects of everyday life, how is it all informed by understanding what is history? А една од работите за која се согласиле македонците и албанците испитаници од различни возрастни групи е дека историјата е посредувана од странски и домашни фактори, или како што изјавил еден испитаник, дека е пеглана. Ова и заклучокот од истражувањето дека испитаниците мислат дека главни креатори на историјата се политичките партии, предизвика најбурна дискусија. And my mind was blown with just sitting and reading this. Political parties are principal creators of history, and then I thought, well, I know this, and they kind of are, but then it's just so crazy to see it written and to kind of be aware that that we know people actually say in this opportunity when they also can say it's the school teachers, it's the intellectuals, it is, I don't know, these or those actors, but no,
political parties are the principal creators of history. I think I read it also as this, that the citizens and power and the state or the politicians, there is a big gap. That citizens feel that, of course, they have no voice, that they are not creators of social history or any kind of history. And I think this is also, I would read it as a sign of resistance. Дали кога ги обвинуваме или утврдуваме дека политичките партии се креатори на историјата, дали мислиме на нашите политички партии или на нивните политички партии? Зашто кај нас и политичките партии се поделени на наши и нивни. Дали македонците мислат дека се албанските политички партии креатори на историјата на албанците, а албанците мислат дека се македонски, или тоа ми остана дилема. Она што нам сега ни треба на нашите дисциплини е едно критичко навраќање, тоа што во некој контекст веќе се прави. За волја на вистината морам да речам дека во антропологијата малку повеќе успеавме да се одлепиме и да кажеме чекај, тука сме грешеле, тука сме пишувале. Кај историчарите, за жал, која велам историчарите, мислам на поголемата група мејнстрим, историјата и историографијата, се уште тоа оди многу потешко. Сепак фактот дека жителите на земјава гледаат на националните празници повеќе како на слободен ден, води до заклучок дека државата не е баш најуспешна во наметнувањето на колективно чувствување на институционализираната историја, за разлика од, например, Хрватска. In Croatia, the state has successfully created a culture of memory, whether it's Vukovar, whether it's Operation Storm in Knin in the 1990s, that has included all layers of society. Memory is living there through schools, through textbooks, through political commemorations, but also, I would say, it's the big difference compared to what the research was here in Northern Macedonia, was popular culture. And in Croatia, the popular culture of the 1990s is really very present. Films, popular music, but also my own personal research looking at these murals and memory murals. So a lot of street art that talks about the past. So the past is really a lived experience. Но пристапот во Хрватска довел до други проблеми. Unfortunately, in Croatia, that has so much memory, I think it's sometimes remembered in the wrong way, and we see the rise of nationalism, and also between the different ethnic groups, with the recent attacks on Serbian groups and Serbian culture clubs in Croatia in the last several weeks. Дали креирањето државна историја може да ги спојува или ги раздвојува групите во едно општество? Дали таквиот пристап може да изгради заедничка или нужно води до создавање паралелни истории? Ова се само дел од прашањата кои ги отвори истражувањето и на кои практично и не може да има дефинитивен одговор. Кога се во прашање македонците и албанците, една од допирните точки им е тоа што при градењето на личното сеќавање не се подложни само на наративите кои ги создава формалната историја, туку и на личното искуство. Оно што мене ми беше интересно се заедничките образци на сеќавање на албанските и на македонските групи. Значи се работи за тој скок помеѓу како беа лифт и абстракт хистори. Значи се работи за тој скок кај што информантите се прилично лесно скокаат од нешто што е официјална историографија, нешто што го имаат слушнато, нешто што го имаат научено, во однос на нешто што е преживеано, значи во однос на нешто што е семеен наратив. Истиот начин беше на комуницирање на историски пораки меѓу двете групи. Така што тоа е нешто што веројатно би можеле да го развлечеме како некоја заедничка сврзана точка. И покрај ставовите дека историјата е испеглана и дека е државен и политички производ, истражувањето покажало дека граѓаните постојано учат за минатото, и младите, и старите. Разликата е во изворите што ги користат. Повозрастните испитаници учат од телевизија, книги и така наречени традиционални социјални медиуми. Младите не се заинтересирани за тие формати, туку учат преку документарци и долгометражни филмови кои може да се следат преку електронски платформи.